Со егејска вечер во Штип, онака како што започна, заврши одбележувањето на 70 годишнината од крајот на граѓанската војна во Грција. Годинава за големиот јубилеј, Републичкото здружение Тга за југ одржа низа манифестации во намера достојно да се презентира еден од најтрагичните делови од македонската историја. На 29 септември, во чест на завршување на граѓанската војна, имавме еден голем народен собир, каде што имавме околу 3000 луѓе, имавме литературно читање. За прв пат распишавме конкурс до сите основни училишта од 5 до 9 оделение низ цела република. Имаше масовна заинтересираност, пишуваа децата за граѓанската војна со апел никогаш никаде таа страшна војна да не се повтори. Најголем акцент од сите оваа година дадовме на научната конференција, каде што 3 института заедно со Републичкото здружение на децата бегалци говореа за граѓанската војна. Сите реализирани активности имаа само една цел – приказната за трагичната судбина на децата бегалци да се пренесе на идните поколенија. Е значено да не го заборавиме минатото, нашите деца, значи нашите поколенија да разберат што се случувало, да не го заборават, да го запаметат тоа, но и да им биде поука никогаш никаде да не се повтори и тие да не дозволат да се повтори тоа. Ова создава обврска за сите наредни генерации политичари да ја чуваат историјата, но и да ја направат подобра иднината. Ние преку сеќавањето на историјата секогаш треба да размислуваме на иднината. Верувам дека ние политичарите треба да работиме што е можно повеќе и посилно за да донесеме иднина овде во нашата земја, заради тоа што нашите млади луѓе, денешните млади генерации сакаме во иднина да останат овде. На завршната манифестација по повод 70 години од завршувањето на граѓанската војна во Грција, во Штип се собраа гости од цела држава. По ред е 25-та. Гости имаме од Битола, од Скопје и од Велес. Добро е да се чуе егејската песна, егејскиот збор, егејското оро. За време на граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година државата ја напуштиле или од неа се протерани над 100.000 луѓе. Се проценува дека околу 30.000 од нив се деца под 15 години, познати како децата бегалци.